Тензии, препукувања, навреди на презентацијата на деталниот урбанистички план за дел од општина Карпош. Група граѓани се кренаа против планот на локалната власт да се проширува улица за да се обезбеди пристап до локации на кои требало да се градат нови згради. Станува збор за 4 слепи улички, меѓу кои улицата Петар Чајковски, кои треба да бидат проширени. Жителите се револтирани и бараат планот да не помине, бидејќи тој предвидувал да им се одземе дел од нивните дворни места. Поголемиот дел не биле ниту информирани дека таков план е веќе изготвен и треба да оди на финално усвојување. Добро, у контекст на тоа да прашам нешто. Сега таа стамбена улица, во чиј интерес се прави? На зградите што ќе се направат, маркици што имате поделено. Што коли добиваме ама нас, ајде уште едно прашање. Има ли општината обезбедено пари за експроприација? Не знам. Па како може од имот да ни зима? Тоа сте го, од 2001 сте го престикале проектот. Каде е 2017, го нема нигде, сте го сокрили. Од општината вела дека сообраќајното решение имало за цел да обезбеди пристап до околните објекти. За сите проблеми и реакции вела дека може да се поднесат жалби кои ќе биле разгледани. Сите што имаат забелешки нека си ги дадат, тоа не значи дека општината нема да ги прифати забелешките. Значи дајте си забелешки и ќе ги прифатат. Дел од жителите бараат да се најде поинакво решение и тврдат дека имаат алтернативи. Таа улица што е планирана низ нашата улица е сервисна предвидена, а ќе стане втора Иван Цанкар. Значи Иван Цанкар, јас ги жалам жителите што живеат на таа улица, бидејќи секојдневно им поминуваме до куќите и немаат мир ни ден ни ноќ. Тоа ќе ни се случи и нас ако дозволиме нашата улица да стане сервисна. Не мора да биде таа улица нашата сервисна. Може да биде пристапот решен и од околу. Сега има правила во проектирањето, меѓутоа секој пат има решение. Од граѓаните имаше и закани дека ако се изгласа планот ќе поднесат кривични пријави кон општината, бидејќи наместо да навлезат во државно земјиште, тие земаат од приватниот имот на жителите.